Втор татко, побратим или најверен пријател. Човек за најдоброто, ама и кога е лошо е тука. Кумот или народски споменуваното нунко е најзначајната личност во животот на човекот. Неговото постоење е со главна цел, а тоа најосновно е сокрштивање и винчање. Кумството може да биде старо, но може и да биде и ново, велат граѓаните на Штип и едногласни додаваат дека поканата за кумства е најубавата привилегија во секојдневието. Е убаво да бидеш кум на некој. Меѓутоа, сега како што се условите, скапо, не е лошо, може да се биде, зашо да не. Кумот е најглавен на свадбата. Поглавен од кумот нема. И целата свадба и кумот е вода. Расположението, гостите, исто и старајкото, и оние кум. Така да, убаво е. За свадба, за весело е убаво. Може би и старо кумство, може и нов кум да си најдеш. Зависи од претежно сега младите си наваѓат нови кумови. Старите откажуваат. Јас сум бил исто кум, убаво ми беше на мене. Јас, пошто старо кумство, мајка ми и татко ми крстиле, и јас исто на поновите, мислам, на помладите. Мене не се деси тоа, јас, например, на мене ми предложија, например, име, дали ќе се да го прифанам, мислам. Дали ќе сакам ја да биде тоа име, јас го прифана. Кумот игра значајна улога многу и во крштевањето на детето. А колку денес децата се крстени по желбата на кумот? Анкетираните децини дека сега не е така и уште пред да се роди детето, родителите си имаат име за него. Некои од граѓаните посочуваат дека во новите времења кумот е формалност. Важно е да се има кум присутен на самата веселба. Сега родителите уште пред да се роде го крстат детето. И знаат како треба името да му биде, кум е само заради формалност. Дека има кум тамо на крштевки да биде присутен овам тамо, иначе родителите си го крстат детето. Па да се биде кум треба и тука после родство се створе, како пријатели, рода се уствари. И тоа е. Да живеат си после нормално, одат си на гости. Кум е најјако нешто. Кум треба најмногу да се почитува. Него тоа. Кој е побожен човек, кој не мора и кум да има. Он си остави името, разбираш ме? Кумот е многу јако. Тоа е пред може колку години. Па еве Свети Јован Крстител е кум на Исус Христос. Сепак кумството е света работа за христијанството. Представува духовен отец или сведок на бракот кој символизира длабока тајна врска која наликува на семејство.